Тешки последици по екосистемот на Охридското езеро предизвикува намерното опожарување на трската, која е природен биофилтер на езерото и дом за голем број животни. Оваа појава речиси секоја година се случува неколку месеци пред почетокот на летната сезона и на тој начин се расчистува теренот за различни цели. Во последниве години се поочевидно е уништувањето на трската на различни начини. Со сечење, горење, потоа со корнење. Целта е и да се добијат корисни површини за различна намена. Например, обработливи површини, потоа депони за градежен шут и депони за шут, потоа разни хотелски комплекси, плажи и така натаму. На тој начин трската не се уништува само со оваа деградација на различни начини, како што спомнав, трската не се уништува само како еден посебен растителен вид, него се уништуваат и популациите на живи организми кои што живеат во појасот на трската. Трската е под заштита на неколку акти: Законот за заштита на езерата, Законот за природа, Законот за животна средина, Законот за рибарство и аквакултура и две конвенции за биолошка разновидност и за пейзажна разновидност. Но и покрај тоа досега нема обвинување или судски епилог за уништувањето на ова природно богатство. Ние во повеќе наврати сме имали интервенција и до Министерство за животна средина, и до општинските власти, и во Струга, и во Охрид, и до МВР, односно Министерство за внатрешни работи. Покренати се пријави према непознати сторители. Јас колку сум запознат, ни една од тие пријави не е до крај завршена, односно не е откриен сторител или да биде казнен, санкциониран. Институциите молчат, иако изминаа неколку дена од првото опожарување, Инспекторатот за животна средина се уште нема направено увид. На двата телефонски броеви кои ги добивме за да стапиме во контакт со државниот инспектор за животна средина, Игор Трајковски, никој не се јавуваше или претплатникот беше недостапен. Претходно тој замија изјави дека не бил на терен и нема извршено надзор. Додека ја подготвувавме сторијата, до редакцијата на Само прашај пристигнаа фотографии од Охрид СОС, на кои се гледа што туку направена бетонска ограда на истиот потек. Самоволието продолжува, при што се користи секој миг во кој не функционираат институциите. Од Струшката територијална противпожарна единица информира дека последните неколку денови интервенирале незапалена трска на потегот од Струга до Калишта и сметаат дека пожарите се предизвикани намерно. За Само прашај од Струга, Љубица Ангелкова.